Драги наши, од сите делови на распарчена Македонија, добар ден и добродојдовте на одбележувањето на 60-та годишница од донесувањето на Универзалната декларација за човековите права. Нашиот собир со своето присуство го зголемуваат покрај вас подпредседателот на владата на Република Македонија Ивица Боцевски, заменик министерот на Министерството за надворешни работи Зоран Петров, пратеничката госпоѓа Лилјана Поповска и секако нашите македонци од Грција, Бугарија и Албанија. Почитувани присутни, денеска се навршуваат 60 години од денот кога во Париз представниците на новоформираната Организација на Обединетите нации изгласаа документ со темелно значење. Беше тоа Универзалната декларација за човековите права. Природното право на секој човек на земјината топка за достоинство, независно од полот, етничката припадност, верата, беше основното мото на оваа декларација. Денес сакаме на свечен начин да го одбележиме денот на човековите идеали за еднаквост и правда, но истовремено да подсетиме дека не секаде во светот се остваруваат заложбите од Декларацијата на Обединетите нации. Со оваа свеченост сакаме да изразиме поддршка на сите обесправени и онеправдани луѓе, да ги подсетиме сите влади во светот дека стремежот кон идеалите наведени во Универзалната декларација е единствениот пат за подобар живот на планетата Земја. Пред малку, овде на стапија, ги видовте прекрасните ученици од Државно музичко балетскиот училишен центар Илија Николовски Луј, во одделот за традиционална музика и игра. Тие се представија со песни и ора од Лерин, Костур и Воденско Меглен. Сега пред вас ќе се обратат господинот Христос Сидеропулос од името на македонците од трите дела на Македонија. Потоа доктор Васил Тупурковски, професор по меѓународно право, кој ќе говори за декларацијата, и господинот Методија Тошевски, координатор на Координативната конференција на македонците од Егејскиот дел на Македонија. Овластен сум од Пирин, исто да ви донесам поздрав и од Преспа, од Албанија. Ние, како македонци, надвор од матичната држава, со години оставени на милост и немилост. Останавме и бевме како македонци горди за тоа што бевме. Дозволете ми мене, почитувани пријатели, да ве поздравам и да изразам почитување и најтопли срдечни лични поздрави до организаторите и до нашите сестри и браќа што се овде присутни од сите делови на Македонија. Благодарам за вашето присуство. Кога дојдов овде пред да започне денешнава манифестација, барем неколку наши сонародници ми кажаа дека не се расположени за прослава и дека ова не е ден кај што ние баш можеме да славиме. Се додека ние по овие прашања се слушаме сами меѓу себе и оној дел од просторот што е
потребен да го пополнат другите наши сограѓани, за да го доживееме проблемот што овој свет го живее на вистински начин, веројатно и тие 60 години што ги спомена господинот Топурковски ќе бидат малку. Но еден наш писател рече: колку сме, толку сме, малку сме. Пардон, доста сме.